Добро вечер, драги гледачи, добро дојдовте во новата епизода од мојот подкаст. Се надевам дека до сега сите ви се допадна. Ја пред се сакам да ги поздравам мојата медиумска поддршка Прес 24, а потоа моите пријатели Crystal Vape, rolandplanet.mk, продавница за музичка опрема, кафана да не ја заборам, исто така tak.mk новчаниците и moјтонер.mk каде што можете да најдете принтери, кертриджи, тонери и све што ви душа сака. Денешни наши гости се Бојан Велевски и Маријан Ѓоргиевски, затоа уживајте во подкастот и имајте прекрасна вечер. Добар ден, драги гледачи. Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај, Бомбакис. Кој старт, брат? Немам ништо. Чекай, брат, стои сега. За сад време почнувам. Не, вака сега. Искачаш на сцена. Да. И немаш спремен материјал. Имаш што се зборал, нешто што ти го... Абе, имам теми, имам све и свашта, имам идеи. Абе, моментот. Например, денес тргнувам, треба да имам стендап во Public Room, пример, вечерва. Утре имаме Прилеп. Таму е друг концептот. Таму е друг моја. Да не го збораме сега тој. Ти треба да се збора нешто во подкастот, џаве Бомбакис ќе седи таму, сами ќе треба да си правиме муавет. Пример, Public Room. Темата на стендапот вечерва е и животе, демек. Добро, знаеш. и прошли пат беше и живот. Да, ама во таа рамка има све и свашта, брат. Добро, јасно. И имам некој, не знам, 3-4 сати материјал, што во моментот ќе го склопам во зависно од какви луѓе ќе дојдат, како ќе се понашат, дали ќе ми палат тие работи и све. Ама не ги знам вака са точно од почеток до крај репликите. Добро, вака сега. Значи тоа ти е као best of Маријан Ѓоргиевски. Не бестов. Не бестов. Ама концептот е тој. Не. Па тоа е концептот, ти имаш Темата имаш со- 6 сата материјал, Да. се што си напишал во животот, рецимо, така? Не, последниве 2 години ми е тој период. Што правиш? Само тоа ли правиш? Па не. Али ми е муабетот дека така тргнувам заради тоа што порано кога сум тргнувал на пример само со спремен материјал, тоа е почетоците, тргнуваш со спремен материјал и тоа ти е како представа малку. Па да, па така е. Ама не треба да е така. Стендапот е директна комуникација со луѓето и Добро, да е 70-30. Пак си джезер си. да, Влагам, Да. ти знаеш што ќе имаш се- рамка и во таа рамка си джезираш. Джез е, па тоа да. Да, Ја го правам, и- ама знам со што ќе се да ме прашаш. Прво ми е добро вечер Скопје. А, Тоа ми е нездраво како сте луѓе. Што ним кажеш здраво неготино. Да. Како беше Председател ќе ни види. кандидатката за председателка. Сега пак како рече. Добро вечер Кочани. Кочани, да, Кичево. она у Охрид, кај беше? Кавадарци. Првата буква ја погоди, да. Добро. Ајде да Али почнеме. добро, ајде. Ама ние почнавме више се снимува така да се иде. Па здраво. Тоа е првото за почеток, другото ќе видиме. Да, бе, да снимаме. Па имаме многу муабети за зборање. Чек, ова со стендапов се го фативте? Да. Па јако е тоа, па добро е, интересно за гледачи. Да, не е лошо. За слушатели. Не, па нема да е баш интересно, ќе мислат дека луѓето, знаеш, човече, ние карти Дојдовме купуваме, платив, тој браво, појма не може ќе збора, знаеш. Види, евреите имате многу интересен муабет. Работевме со двајца режисери евреи и се ќе збораме сад време пред да почне пробата. Ова вака, анализи. Деца по 30 години зборат. Тоа ние за цел живот толку немаме научено, ве, човече. И збора и вака вика. Сега, ова сето што го зборавме, заборајте го. И влезете чисти. Ова што го зборавме да ви стои во кичмата. Значи ние не го сваќавме муабетот, што ми збора човекот да ви стои во кичмата. Сето наше искуство, се она што работиме уствари и што создаваме во реалноста, односи, луѓе, контакти, вредности и така натаму, ни стои нас во кичмата. Знаеш, не мора да е напишано сценарио за добар маркетинг. Знаеш, кога има некој маркетинг, некој кој ќе проба да продаде нешто. Како ние се трудиме, например, на луѓето да им кажеме имаме нова приказна, сакаме да направиме ова и ова. И кога е премаркетиншки добро истерано, има нешто стерилно внатре, има нешто фейк, има нешто премногу, има маркетинг агенција во позадина, а луѓето гледам дека сакат кога е органично и вистинско. Природно. Да. Кога е, да. Па затоа Да. и мислам дека и мене ме следат на Инстаграм зашто сум ептен природен, мислам. Не Не треба, снимам треба со ние да дронови, кажеме само Бомбаки зашто те следи мене, ти сам да си кажеш зашто зашто ме те следи. следиш ти не следи. Да, па си го немаме Зашто ме следиш? поставен. Да, зашто? Зашто ме следиш ти? Имено Рецимо. затоа што си многу природен и домаќин. Па, домаќин човек, да. Добро вечер на двајцата. Еве, Добро вечер. официјално да супер што си направивте мојот, баш ми беше мило и да ве слушам и сакам и
да ви поставам некои прашања чисто да си вие продолжите со моето, та ја да си терам тука со Ние Марче. така се седнаме, се зафатиме, стварно ме зачуди. Види, ние сме денеска вака денов заедно вака повеќе време, ама стварно мислев дека ти вака имаш концепт, знаеш, не ми дојде. Јас? Не бе ти. Не, ти немаш сигурно. Не уживај, ти немаш сигурно, туку за. Имам, само не ми е фиксирано ништо. Многу ми е битно какви луѓе ќе дојдат вечерва да гледаат. Да, Заради тоа што тоа нешто е за нив. Не е за моите фрустрации, комплекси, према филмови. демографијата на луѓето. Па да. А немаш да. немаш бројка Океј. некоја? Во која смисла бројка? Од прилика колку како луѓе ќе дојдат ќе бидат? Не знам дека е фул, тоа Аха, распродаено значи, си ќе е е све, распродаено. има таму луѓе, си има локалот одредени луѓе што си ги као гости и тие вајда си се дојдени и се кои ќе ги видам си ги знам. Кај мене деца не идат. Збора млади. Онака. И таа публика, на таа публика треба да работам. А таа Еве. публика сакаш да ја придобиеш? Па тоа се идните потрошачи. Ако збораме за ова конзумеристичко општество. Оти тој ше сега на 40, ако ќе направи 60, ќе е во таква депресија ако остане во Македонија, а ќе остане. Да, да. Чим не заминал до 40, брат, нема се е ни потешко и пасош, потешко. човекот, Да, да, тој тоа и да значи, сака нема. Да. Тие млади луѓе кои што сега имат на пример 18, 15 години, за 20 години ќе бидат идеална публика. Па се секаш бе, ние кога почињавме пред 12 години, 13, ја па многу се нервирав кога почињавме од Jukebox. Сега Jukebox, знаеш, легендарно место. Jukebox не место. постои сега, така? Да, Не, постои. не, ама нешто слично е. Не, има нешто Ние вино, бе- мино. Не, задржан е духот, нешто джез варијанта има некоја, не е скроз избегано. И се сеќавам ја, Jukebox го отвараш ти од 10 и пол, Jukebox отвара од 12, ти го отвараш од 10. И доаѓаат некои деца 18 години, 19 години, 20. Ги гледам, викам, леле, бе, викам, незгодно. Да, Оти сега тука Зоки од Jukebox, нели Зоки Да. малиот од Jukebox. Сега он брат очекува публика, така Сашко настапуваше таму, Маријан, Никола, сега не знам кај него што народ одел у тоа време, ама Мојот впечаток, Боки, беше со Jukebox дека таму беше последниот воз пред мажење и женење. Не знам дали ми беше тој впечаток од не, мене. беше Исто, тоа, исто, беше. исто. Знаеш, онака дојдени, мене ми текнува на вториот настап во Скопје, ми беше во Jukebox уствари. Првиот во Магор. Магор ви текнува на Магор, Книжарница. кафе, книжарница, Книжарница, Буњаковец. Да, јас ја знам, Ја ама, може да, сум да, помал. сега ми требаше секунда, знам дека беше книжарница, ама со кафе. Значи таму беа собрани колеги, пријатели и се и беше такво навијачки, јас и Никола имавме настап. Red Line. Па ставивме некој наслов, Redline, во смисла да се стави некоја црвена линија до овде и тераме натаму дале. И немавме звучници, свативме дека нема озвучење во, дека тоа е. Јако. Па исконтактиравме на Никола другар, кој што живееше кај Универзална, тој имаше појачало гитарско. И И како е вас да. земете го, са ти Партизански. гитарско, онакво појачало, како звучник да го третира, звучи... Знаеш нешто? Ама помина многу добро, таму беше Зоки. И заврши настапот и како дојдете да разговараме и го гледам Зоки. Викам, кажи, вика, јас сум газдата на Jukebox, сакам да настапувате кај мене. И мене, вау, знаеш, наеднаш ми дојде чекава, почнува да работи. Има некоја смисла. И викам, супер. И првиот настап во Jukebox, одам таму, некои 40 на луѓе, толку беше тоа. 35 до 45 карти, ептен да се бутаме, се стисна. Слушај ми, вика, 150 денари карта, 100 за тебе, 50 за мене. Викам, што направи, брат? Чекај малку да тргни работа. Викам, ама не битно, битно ќе тераме. И почнувам настап, пун себе, тоа е то, во Битола еден настап, еден во Скопје, на трет одиме. Толку е Почнување, лансирање. здраво Скопје. Шта, ама? Вака стоја. Знаеш и гледаш кој е разочаран од животот, кој во оно платиле 150 денари, не ме знаат, немаше ни клипови, немаше ништо, нема Ова е почна. пред да почнеш. со Да, клипови. значи ова е негде април 2011 негде. Ова звучи Добро си го како почнавте моето, така, ми се Да, бе, свиѓа. да. како во минатото, знаеш, Јас- ова збораме како да имаме 100 години. Овие пичко, детали јас мате. не ги знам и мене ме занима да ти Да, кажам. добре, добре. И И ај кажи нешто, а знаеш колку е заебано кој ќе тие платиле карта, стојат како ај на смене, знаеш. Ајде да видим. Не беше Да, така да. на почеток. Јас кога беше со седење. Ајде вика. Сите нафурани, Знаеш, нервозни. Да, платиле карта, брат, треба да ги насмеш. Да. Имаше двајца колеги, Црцоро беше од Прилеп и Црцо. Нина Николич, режисерката. Окей. И таа тие дојден очекува дека са ти нешто ново ќе правиш, човече. Да, да.
Зборам никаква реакција, зборам никаква. Едно време ова викам, а цело време во главата ми се врти како едно, ова супер ќе ти, нова ако не запалат, нема на шо, човече. Тик-так. Ве потсеќа на нешто? Тоа е македонски производ. Часовници и новчаници кожни многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на tak.mk, изберете си, ефтини се, а се македонски, поддржите македонски производи. И го зборам и една премина вака бе. Ама искрено. Како ќе го направи? Ужас, го гледам, Димче Цимер ми беше, значи, Нина, овде ме ксират, како непријатна атмосфера. И во еден момент почнувам да зборам нешто за политика. Во тој период Груевски делеше со некој весник, како цела програма што ја оствариле. Отчет. Да. И како имав 20 минути на тема политика. Како го спомнав отчетот, најдеш почнаа да се смеат, како да не се тие луѓе. И почнав да импровизирам отчетот за ебанци, едно, друго, трето, како книга на Достоевски, како не знам, што сега ми се враќаат некои она. И на крајот помина со овации дори. Ама од тие 40 минути, се најцрната точка, гледам снимено аудио, никогаш ги немам пуштено, човече. Че тебе Груевски да спаси. Ме спаси Груевски, а и сам се спаси. Поздрав до Груевски, поздрав. Може не слуша од Будимпешта. Па, што друго би правил? Да. Тоа Тој човек ќе се врати со возот, ќе се врати, Не. сега со 50 км на час го направи. Не знам али знае. 50, да, од 20 на 50 години. Да, крена, значи македонската железница. значи работиме. До Тој, значи, да, ќе се врати со нас. Од до ќе го Београд прочита. киде 150, после киде од Београд наму 50. Полека. А сакате да кажете дека, мислам, не сакате. Знаеме дека за политичариве која збориме е најсмешно. И зашо е тоа така? Тоа ме интересира и боки. Зашо на види. Не ме вике боки. Не, зашто. Ја кога почнував исто, имав се сеќавам, еден дел, тогаш беа председателски избори, нешто Љубе Бошковски се враќа, Да. нешто контра Груевски идеше, му викаше лопатару еден. Да, ми текнува на Нешто тие така снимки. беше, да, Амди Бајрам беше интересен со тие. Се сеќаваш ти на Љубе Бошковски? Да, се сеќавам. Така? Да. Тој почнуваше реченици, не беше сигурен како ќе ја заврши. Да. Тебе! Вак идеше Никола! Да, и натаму не знае како ќе разбие. И она. ќути. Лопатару еден додека му текне другото. Да. А Кареш. види брат, зашто политичарите? Па види, у принцип, јас имам приметено дека измеѓу овие години сега, политика кога ќе спомнев на настап, не проаѓаше. Значи сега можеби тоа е тоа време кога не смеел да се збори за политика, пошто тогаш Груевски беше така затворена едно, Заебан, на да. Мијалков не смееш да му го спомнеш през Сашо. Да. Абе овие знаеш што се Мијалков. Ти Да. тегнуе. И сега тоа беше проблем и тогаш јас имав исто да се сеќавам еден сет и сега го има тоа на интернет, го има, само го сменив, не е Груевски, као демек рускиот амбасадор да се имало некој тамо, Иван Куров се викал, некој атлетичар да бил амбасадор. Аха. И со Груевски кога се поздравувал, Да. и брат, ти спомнуваш сега, ги ставиш сега Иван Куров и Груевски у комбинација, и прво имаше на напнатна атмосфера меѓу овие што сакаат да се насмеат. Да. Меѓу тие 35 души од Џубок, знаеш. И еден после да настап, еден дојде ми вика, абе слушај, он има шпиуни сегде, брат, немој така, ќе го јадеш ми вика. Ти текнуе? Па да. И сега ти им го мислам, даваш тоа што они знаеш на царот е Да. гол, значи им кажеш дека царот е гол, не сакаат да го чујат И тоа. они не се ни смеат. Не, они Значи, има сакаат, страв. не, да, има некој таков адреналин Тензија посебен, некоја. тензија. Сега, умеѓу време кога се релаксира, малку се работите, политика како политика е станато прилично дегутантно и досадно. Да. И освен ако не го земеш да речем да ме реве Заев да го ставиш у контекст. Не доволно е. Што? Не доволно е. Пример да го земеш како збори српски, како збори англиски, тие глупостите негови ти Да, текну, а да. инаку седи Како го менува името, нема везе, ти глупостите бе него и нема веќе. везе. Сега ти него или било кој друг, у принцип Ама име глеј, после сите глупости што ги прават, сатирата е добра за да ги насмее луѓе од... брат, проблем е Пошто они сатирата. многу глупости Проблем е прават. да у држава у кој што има апсурди. Ние е проблем да ги на апсурда да правиш апсурд. Не. Да, ти треба да правиш реалност, Не. уствари. А добро, например, не име, тоа од секогаш ме чуде, не име глупо на политичари што се смејуваат на нивна сметка. И они се смеат, гледам дека и они се смеат. Мм. А што му останува? Од- Што му останува? Не, реално е зафркната работата.
позицијата во која што сме, ама ова што збораш ти, дека низ годините малку се релаксира односот. Така е. Не дека немало слобода на говори и така натаму, ама малку е порелаксирано, не е толку напето, не е толку страшно да кажеш некои работи. Ми текнува дека настапи низ цела Македонија сум имал, кај што директно издегувам и настапот беше добовечер наводе. Добовечер антички наводе. Боли тоа. Знаеш, и луѓето си реагираја онака, ништо не збораш ти, ни кој е, ни шо е, ни како е, тие си знаци прат некоја идентификација. Ама многу работи требаше да се стуркат за ова нешто да добие посериозен пристап. Зборам од јавноста, од медиумите, од ова сега што го збораме ние, заради тоа што го немаше низ годините толку голем простор. Стендап комеди се уште беше како прат неколку души. Настапуваат лево, десно, смешки. Дури имаше во еден весник една наша професорка по драматургија нешто како дури не излези хуморот од спалната соба. Не е хумор, ама во смисла само такви теми се обработуваат. Тоа е најбезбедна тема, релации мажи, жени и така натаму. Ама кога хуморот ќе забоди таму кај што боли, кај што секој осеќа, ќе се изнасме малку за да се опушти, за да се помири со судбината. Заради тоа што нема спас. Ти се смеј, уште ти остана уште да се смееш. Ајде да направиме една сега, чим сте тука веќе една паралела. Како било кога сте почнувале и до кај дошло стендапот сега? Моментално. До кај сме? Експертот за Бојан. Почетокот Нека преземи. Вака само да апсолутно морам ова прашање да му го давам на Маријан, бидејќи сепак криво седи, право збори. И после ќе ми кажеш ти за вашата за вашите два почетоци. Ова ти ќе го почнеш бидејќи сега да си правиме реален муавет. Маријан Георгиевски е според мене првиот, како да кажам, основачот на македонската стендап сцена. 100 евра до сега. Да. Веќе 100 евра до сега, не знам натаму како ќе развие. Он е првиот. Сега, натака се вбројувам јас и Никола Тодоровски заедно со Маријан како основачи на како едно веќе сме еден не може да држи сцена. Кога сме веќе тројца, петмина, веќе еден круг се затвара, да речеме, се затвара. Се основа веќе е сцена, веќе има изведувачи 20, тројца, петмина. Така што почетокот на сценава останувам да го отвориш. Реално е тоа. Вака сега, да почнеме да бидеме искрени и отворени и да збораме точно како што е. Да. Реално Ранко Рангелов. Не, навистина, Ранко Рангелов и Војче Китановски. Зборам како предвесници на стендап комедијата. Добро. Тие се хумористи. Така е. Ама има, например, Војче Китановски, Бог да го прости сега, си имав и сретнато неколку пати, имав разговарано, дури еднаш сакавме да организираме стендап заедно, тој да збора пред неговата публика, јас пред моја публика, да направиме некоја комбинација. Тој во 90-тите години, кога Киро Глигоров го става Бранко Црвенковски за председател на партијата, тогаш не го сакале Бранко одма. И се пуштале муабети како ова е продолжена рака на Киро. Не го сакале Бранко Будали. Да, од оваа дистанца беше Бранко. Тој досега ќе ја продаваше државата. Значи овие се тегнат едно по едно продават, тој досега ќе даеше како комплет комбо пак, значи све. И издегува на некој настап Војче Китановски вели како се вика на јапонски Бранко. И публиката дреме. И вика на јапонски Бранко се вика на Киро Куро. Па години не можел да се оддалечи од тој прекар заебан, што може еден хуморист да ти го наметни на Киро Куро. И така го викале сите. 2-3 години после тоа било сериозна заебанција. Не така да, баш угодно. Да, ако гледаме са историски наназад ако се вратиме, Чаплин прави филм, пример, во Хитлерово време, за големиот диктатор, кај што го представува условно кажано Хитлер во една таква како едно изгубено човече што не знае што се губи, паѓа, бомбардира на погрешни места, убива погрешни луѓе и така натаму. Па таа е една култна сцена, една со цел глобус како балон кај што игра тој со цела земјина топка уствари. И после тоа Хитлер овај Чаплин е протеран во Америка. А Хитлер му ги зема мустачињата.
Значи претходно немал Хитлер таков визуелен идентитет. Чаплин го обожавала цела нација. И овој го зема како јас ти имам вакви, понатаму сите Пошто е он еве веќе ти во познат, маркетинг да. веќе. Да, ќе преземам нешто. И сериозна пропаганда натаму. Да. И така натаму. Кај Е отиде, сега. море, човек? Да, не морав да ја вратам наваму Ама темата, ако ова- за да стигнеме мислам до дека моментот. Не, ова е многу луѓе не го интересна знаат, прича, ама- Ја не сум ја знал приказна. За стендапот по Македонија. За се извини, брат. Да се вратиме Јас имам за сад време стендап, не знам. Стендапот по Македонија. Слушај се. Ајде, Значи, слушаме, слушаме. Бубамарата направи големи работи на тема стендап, но во несвесност на то, во смисла на Игор Џамбазов, шоумен и така натаму. Немале точно како да го сместат во јавноста, тој ќе биде шоумен. Тој делумно правел стендап. Тони Михајловски правел на некој начин некоја сатира, некаков коментар, некаква скеч комедија. Сега сум во лик на Гевгеличанец, па ќе зборувам као Гевгеличанец, па после ќе бидам ваков, па костим ќе имам и така натаму. Сите тие се средства на тие така наречена вариете форма. Као кабаретска форма повеќе. После тоа доаѓа Сашко, наш колега, пријател и така натаму. Постар од нас, по 5-6 години негде. И тој, првата Бубамара ми текнува. Онака навивачки бевме настроени како, са многу му е тешко. До вчера бил Тони Михајловски, човече. Да, и треба да го замениш, не? Да, бил Игор Џамбазов и сега треба да го замениш, што не е едноставна работа. И ми текнува на првата Бубамара кога се појави Игор Џамбазов, кај што му вика кој си ти ведете? Да. Овој му се Знаеш, клањаше нешто како Склекови. Склекови нешто. Да, прави, ајде, склекови прави. Ја памтам и јас. И си направи многу сериозен простор таму и во еден момент Бубамарата, ако не, тој видовме дека едноставно не. И Тино Јатанас, ова го зборам најколегијално, најдругарски, најотворено, најчисто. Тој стана Бубамарата. Знаеш, тоа ти е меч со две острици. За својот идентитет. За тоа што се зборам идентитетот како македонците, знаеш, ми го продадовме идентитетот, се дали бил, мислам, јебик. Игор Џамбазов не можеше да се оттргне, и тој сам има зборано. Од гледам Супер Бинго и од и Џандар Збира. И Џандар Збира, да. Имаше една случка кажано, не знам дали во јавност или некаде по бифиња ваму таму, вели добивам награда, главна театарска награда на Војна Чернодрински во Прилеп. А мене ме памтат по... Се поклонувам и некој вика Џандар Збира. Да. Знаеш, ми идеше за плачење. Да. Види, Градењето на тоа идентитетот е реално е стварно многу зезната зафркната работа. Луѓето сега мене ме знаат дека правам стендап. Да. Никој не знае дека во Имаше театар работам други сум актер. Јас имав таква борба со наше мале, не може да го Да не може откачам, да се оттара се со- човече, Те знаеш. памтат по едно само, те памтат. Среќа што И тоа е тоа. Ама нема. Не замисли Бранко пошегопом. Лек на Тоа е само нашиот лек тука времето и да работиш на нови ствари. Тие се две комбинации. Не може Да. да помине преку ноќ и мораш да работиш нови ствари. Ако помине преку ноќ, не е тоа пошо одма... Види, знаеш, такви големи ствари, како Бубамара, како гледам Супер Бинго, како Наше мало, тоа се брат проекти кои што се, како ти кажам, Наше мало имаше една анкета, тогаш немаше вакви телефонски анкети, американците правеа теренски анкети. Да. И се праќаа по, да речеме, армија на луѓе, по 50, по 100 луѓе низ цела Македонија. Ај ти прават како анкета. ВМРО брат. Да, Не, озбилно. Да, да. И правеа анкета за Наше мало. И на таа анкета прават анкета, да речеме, у некое село Тетовско, кој што у тоа време нема ни струја, да речеме, у тоа време, и прават анкета у центар на Скопје. И сега ти тоа мултиплицира го низ цела Македонија. И вика вака анкетата. 75% од луѓето во Македонија ги знаат сите ликови на Наше мало по име и по лик. Да. Значи искачаш ти и он знае ти кој си. Добро. И ти оди од тараса и се од тој идентитет. А Кој што ти ја даде. 95% од луѓето гледале барем 1 до 3 епизоди. Да, да. Значи брат, Значи, тоа е тоа е, страшно а бројка. пази у време кога телевизијата е единствениот медиум со радиото, толку е. Да, Супер. Прекрасно време. Да. Толку е. Нема Да телефони, пласираш нема што ништо. сакаш. Да. И сега замисли ти од таков еден момент кај што ти искачаш у мало и нема човек што не те препознава како Ице од Наше мало. Крај. Да. Мене ми требаше 20 години, брат, да станам Бојан Белевски. Ја и ден денес по тие ромски мал или албански мал, ако што го памтат Наше мало, овој ако не ромите ако нема е Рамче.
Ти рамчо Да. телевизија или ице, знаеш. Сега, понатаму тргнува работата, што да продолжам со ова, извини, јас многу затегнав, ама на подкаст сме. Ако Така, лаво, може. ние си правиме. Не, овој трае сати 10. Да, морам да го брзам. Ова стај на Да. на 2 на 3. Значи со Никола Тодоровски, се за, мислам, другари од деца и така натаму, пробвавме да направиме нешто, некоја идеја околу стендапот. Набавивме некои книги, почнавме да разработуваме некои материјали и првиот настап што го направивме уствари беше во Битола, во кабарето Лектира. Имаше некоја снимка беше од тоа? супер, имаше некоја снимка таква како од на времето. Галамџика, Не. Галамџи имаше од Да, година, да, сметли, јас хаос. снимката ми останала у глава. Али тоа беше првото. А јас едно направив нова година, 2010 година, со другар еден кој што е илузионист, прави такви илузии, со еден музичар Сако од Битола, тој свиреше, а јас пробав да направам стендап, ама да не го кажам дека е стендап. Само да видам дали ќе реагират луѓето. Реално, во мала сала, некои 50 на луѓе, со Анета бе во врска, со сопругата, и не и кажав незе дека такво нешто ги прави, јаме нешто таму, пробаме ово. И кога завршив бев толку среќен луѓе, дека ова функционира. Ова е јако. Може да прави стендап. И после тоа со Никола ваму, па во Магор, и после некако секој сам почнавме да си ги тераме По работите. свој пат. Секој по свој пат и имавме некои проекти заедно. Некако низ Македонија, вклучувајќи го и Сашко, Весна Беби правеше одреден период. Сашо Тасевски инцидентно со некакви перформанси, Бојан Веревски на терен, до кај не до последното место. Ова зборам најотворено, Тоа беше веќе 17, 18. знаеш, 19. сега се појавија други, Бојан Кирковски, Миро од Куманово, Баркли, Надица. Никола Сима од Охрид, екипа своја. Тоа е едно дете што го имате од Битола? Александар, знам дека и тој Да. прави нешто, го неам гледано во живо, си имаме Јас запозната. Да? И? Му бев во Скопје се 3 недели ме караше да Се дојдам. виде сами од себе Бе, си бе, пред години или не? Да, ама добро, ги препознав стравовите. Мене најшо ми се деси, него тоа што му вика, он ме канеше 3 недели да дојдам. А јас се спремав турнејата, више во припреми бев, требаше да одиме на одмор, жена ме тегна јаде на омар да одиме, викам чекај турнејата еве не ти е до одмора, хаос. И дента се погаѓа, некако немам ништо, се облеков и отидов. Јуни беше нешто, јули така некој безвезен период. Кога ме виде детево се стапи се човек. Да? Абе му се, Да. а пази 3 недели ме канеќе, дојди, Трема си дојди, му дојди. Да, да. И еве дојдов, ама јас заборев да му кажам дека ќе дојдам. И кога и сега што препознав? Мене ми се случи у моите први почетоци имаше едно, сега каше Чардак кафанава, позади имаше, се викаше кабаре нешто, Зоки држеше кафана, Ориент Експрес. Имаше позади правен како кабаре. И јас закажувам настап и на настапов се појавуваат К15. Значи, Двајца од тројцата, доаѓаат Бранко и Васко. А ја Васко ми бил тие како дете, ја у наше мало го имитирано, точно мале да, Да, го имитирам да. таму, разбираш? Да, никако. И овие двајца се тука и фактички стравот и да, текнуе. Да не Да. знаеш ништо. Да, а имав пред мене една маса пијана, едни лом направени, од 4 сата седнати, нема везе, стендапот заврши и Васко седно и Васко ми вика: Баце, на подкаст сме, може да го Скроз. Мала дигресија. мала дислокација. Пака ми: Батка, ич курда не те боли. Пушти си го филмот, остига ге тука што го на ич курда не те боли. И толку. Ветер у грб ти да. Ветер у грб, да. Да. И кога бев јас кај Александар, сега препознавам таа ситуација и знаеш што беше најакото? Истото му го кажи. Завршува човеков со Не, реков, настапот. откажи се, брат. Знаеш, Не те Јас- био откажи се. Завршува со настапот, гостува микрофонот и прво што доаѓа кај мене и ми вика: "Убаво беше?" Аха, И ти? Тоа е погрешно прашање. да. Тоа е погрешно прашање. А, Но меѓутоа му дадов насоки на што да работи, што е добро, што да задржи, што не. Пробам да го Вајда е нова генерација. Ние некако бевме, мислам, јас сум многу самокритичен кон себе си, 3 пати
надвор од овие за африканци што ги збораме, немам концепт, имам минимум 5 концепти како да го направам настапот, ама неизвестност е она што ме води, она што ме вози, затоа е джез. Иначе играм представи скоро секоја вечер, таму знам, од почеток до крај. 38 пати умирам во иста представа. Месечно. Знам кога ќе умрам. 38 пати месечно. Да, а овде не. Кажи Овде малце да ќе избегаме од тема од стендапот, ќе се вратиме после остај пак, стендап. него сам да те прашам тебе, што друго освен стендапот тебе работиш, пошто спомна дека си актер во театар. во Битолски театар сум Што работен. имаш, што имаш завршено, што ми кажа пред подкастот. малце Значи, да разглавиме таа тема. В театар сум вработен, магистрија в театарска режија, права ми представи. Некако од секогаш ме интересирал цел продукт на нештото. Не е само јас ова, како сакам да играм и толку ќе играм до крајот на животот. Мислам дека живееме во тотално друго време, кај што треба да гледаме малку така да се изразам да звучи еклектично, да правиме комбинација од повеќе различни стилови, алатки и така натаму и да создаваме некои производи. Нормално. Друго време, во 70-тите години било златна професија да си актер. Сите те знаат, имаш бенефиции, одиш во кооперација, пиеш пијачка, одиш болница пред курет, државата те почитува, Секој граѓаните, полесно. немале многу медиуми и све. Сега е друго време, и имам многу амбиции од различен тип да ги истражувам. Една беше психологијата, ама психологијата некако надри лекар психологија. Туку реков, дај ќе седнам човече регуларно од почеток до крај да ја научам како факултет и да се насочам во нешто. Она што ми беше најблиско ми беше психодрамата. Тоа е многу интересно нешто, тоа е работа во групи со она што го гледаме во Америка, знаеш, седат во група, јас сум алкохоличар. Да. Тоа е комерцијална варијанта. Не е тоа. Значи, на тој начин. Одбрани одмач. Да, да. Американците се знаат да се ебат. Да. Почни и стендапот, вклучувајќи И го. последно време сериозно, да. Да, и психодрамата и системска семејна терапија, тоа е многу интересна работа, посебно нас ни треба, ние сме родители со мали деца, кои што влегуваме во одредени развојни фази, кај што некогаш не доволно ќе знаеме како да се справиме со тие работи. Не е страшно, не е опасно, слободно одите на психолог, побарајте некоја помош, малку да ве премести. Некогаш се заглавуваме во одредени Како состојби не, и мислиме дека нема излез. Не е се така црно, животот тера натаму, ова е са другиот јас што не ме знат толку. Да, затоа и Во сакам ова светло. Да спомнеш нешто. Иначе нешто што ми е многу драго е дека напишав една книга која што сега излезе во издание на литература. Ќе има промоција 15 мај или 22. Убито или ускоро? Не, си одиме директно во Diamond Mall бе човече. Да, Јас како би точе дали би дошол на пример во Драчево да правам промоција. Тие Не. прашања. Значи, Добре, ние на ја да си 27 април Значи во срцето на имаме Скопје. на клучниот момент 27 април овој народ ќе има упат во македонска опера и балет со нашиот заеднички стендап јас Бојан и Баркли. Ќе стигнеме до таму, али Веројатно. ќе зборам стигне. дека нема да одиме, не знам, негде директно, опера и балет, Diamond Mall, ги лоцираме клучните места како да ги рушиме. Во вистинското срце на Скопје. Да, да. Значи, имаме Не, ние не, 12 има- срца имаме. Па има едно стентирано ше. Знаеш, ова не е. ГТЦ. ГТЦ. Да, стентот на градот. Да го гушнеме ГТЦ. Тоа е со книгата А и како се вика? Ќе одам Железно книга? небо. Железно небо. Да. И зашто малце онака само Под ова небо железно, какви животи има и какви приказни има, а на 7 дела е поделена книгата, парови. психолошка? Не, забавна е. Мене ми е забавна, ја дадов да ја прочитаја. Неколку души, како е, брат, тоа многу сериозно веќе, мене ми делува како забавно. Забавно. А од каде идејата за книга? Сакав да направам представа со една колешка, двајца, како дуо драма, така да се изразам дуо и покрај тоа што не постои такова жена, значи представа со двајца, маж и жена, читав, се убив од текстот читање со двајца, од се ми се бенди са по нешто, ама ништо цел текст. И реков човече, коте еве ќе напишам текст. Фатив го напишав, го читам, катастрофа. Нема везе. Знаеш, не. Мислам колку сакаш ти вели си Ама дека е сам уверено окей. влезе у причата. Битно го напишав јас. Да. Фатив го избришав.
И после неколку месеци викам чекај, јас морам да напишам нешто кое што ќе е во некоја прозна форма и таму имаш повеќе простор алатки да ја пренесеш пораката. Можеби тоа е представа што никогаш не се реализирала. Инаку е во концептот на 7 епизоди кои што никогаш не се снимени. 7 епизоди на Netflix што никогаш нема да ги видите. Оти никој нема да ги сними, мислам. Дај му време на времето. Дека може некојаш да излезе да се снима. Па можно е, веќе како што почнавме да си дозволиме да си купиме камерче и да имаме неколку работи, можеме и сами да го направиме. Може да си направиме некој наш Netflix. Аполо, повеќе од 25 години увозници на принтери и тонери во Република Македонија. Све што сакате, можете да најдете на нивната страна moјтонер.mk. Ако ти треба принтер или тонер, тука е Аполо. За да си најдеме смисла во ова под ова железно небо. Реално, гледаш добра. А види, реално е железно небо, во пасоши нема, брат. Па да, па се е Значи, затворено. по-железно не било. По-железно не било. Да, значи од сите Право страни. време ја вадиш Ја книга. прочитам, ќе У право ќе време ти ја вади кажам книга. фидбек, пошто Важи, ја ќе ми имам значи. И ќе ми дадеш за да си ја ставам тука негде, Да, мислам ќе си ја ќе ми купувам, значи. ќе си Не, купувам. не. Види, Јас сега не јазедов, само оти со друга прашина да намена не бевме Пошто дојдени. сакам, не, знаеш како е, треба да го поддржиш бизнисот на пријателот, а не само дај ми. Е, за тоа зборавме. И само да се надобрзам многу кратко. Сите почнавме да настапуваме со стендап комедија. Зборувам сите овие изведувачи, ама никогаш не застанавме да направиме нешто заедно. И тоа е една слика на целото наше општество и слика на нас. И некако овој проект сега што го работиме со Бојан е да си дајме простор, да му дајме време на времето, што би се рекло, да си дајме простор на самите нас, да ги тргнеме нашите суети, ега, бариери, филмови во главата и да направиме нешто заедно. Мислиш дека ќе успее да се сплотите така или и зашто е тоа така што не сте сите заедно, него се групирате, вамо двајца, вамо тројца, вамо еден, вамо. А во глобала по еден трчаме. Да, Знаеш? А заедно ако сте, ја мислам дека и подобро ќе биде за сите. Да. Што заедно ќе адаптирате цената. Сега за ова прашање само Бојан може да каже и само тој толку има визија околу ова. Оти јас за сад време имам стендап уште за концептот, мислам кој да она, а ти 3 години унапред, гледаш, зборај се. Ја префрламе топката кај тебе. Ох, моли мајко. Ајде, почни. Ако ти кажам дека уште 2018 или 18 година првиот разговор кој што сум го направил со колега да работиме нешто заедно е овој од Гевгелија, како се викаше го? Исто снима некои видеа. Мазларков. Дејан, Деги. да. Како од Лазаров и од Мазарков, како комбинација некој презимето. Малзарков, ништо. Дејан Малзарков, да. Така? Да, сега ми дојде името. Значи 2018 му викам дај да работиме нешто заедно, да почнеме, оти пази сега. Ја 2018 да речеме сум, ние бевме поделени на зони. Ја пунам у 2-3 града, у 2-3 града 5, он го држи и се уште го држи тој регион доле, Струмица, Гевгелија, да, тука е он актуелен. И сега му викам дај ќе се споиме. Тебе ти е страв да идеш у Штип да пуниш сам, јас Штип го газам. Така? Да, дојди како гости. Да, ти ја пуниш, да речеме Струмица вака, јас се мачам. Ја пак ја напунам, ама се мачам. Ајде ќе направиме. Радовише заебано место мало е, треба да сме двајца. Мало место личе на Лондон. Мало место, треба да се знаеш, и сега такви примери му давам неколку. Се отворено зборувам, поминати се години, нема тука што да се љутиме, сега реално е тоа така. Ништо, брат, направивме еден настап у Кавадарци после година и пол, 2 убедување и го напунивме у Кавадарци тогаш со 200 денари карта, што реално тогаш само Сашко држеше таква цена. Значи ти да го натера да извадиш народ у Кавадарци, у Дом на култура, само со цена на Сашко Коцев у тоа време, го напунивме и вративме 100-150 души на врата. Ме разбираш? И му викам, еве го, функционира нешто. Ајде да го мултиплицираме сега ваму, таму, онаму, знаеш. Не се имаше вака визија за таа работа и желба. Поминаа години, му се јавив на, ја и ти се видовме меѓу време, 8 март 2020. Да, во време на корона, ништо што беше. 21 година. Коронарно. И фактички нашава приказка, мислам дека почнува, тука е првото зрно кое што се раѓа у цела сега што овој финален продукт што го имаме. Избориме со Марен, ја тогаш многу отворено разговарав со него, викам, имаме ние и ја и ти грешки своји,
секој си има грешки према другиот и другиот према, нели, имаме меѓу нас Кажи проблеми. кажи го тоа, тие се почетоците, мислам дека за тоа збориш, така? Да, значи Ева, кажи го цело свет да знаат гледачи, сигурно ги интересира. Ти како си почнал, он како почнал и све да дојде сега до ова што Аха, сте денес. па сега ме Све сакам, измеша, целата. се стигнав до средина на причата. Ти за проектот веќе почна да збориш. Почнав да. за проектот, да. За проектот, ама прво Ајде нека за кажам клипче. како почнал клиповите, па ти, па како сте се отишле добро, на разум, па окей. сега се да дошле тоа. Океј, сега еве Го предаваш ова глас. Топка. Значи направивме неколку стендапи Битола Скопје, Охрид почнавме. Едно време како втор пат, трет пат са во Битола си во еден момент од 300 луѓе, 200, 100 и веќе нема интерес, знаеш како. Да, Кога нема тоа корен, Просто обратно да се дешава. да, заради тоа што нема корен нештото, едноставно нема сцена, да Нема има навика, сцена, да. ќе Е друго, да. И сватив дека нешто морам да направам и го снимив првиот клип, се вративме од одмор. И на YouTube, така? на YouTube во детската соба со мобилен снимен и уште се слуша тоа што рече. Се слуша кај што клика ме како глупчето кај што е монтажата ти е така. Секој кат ти е со глупчето. Да. Цак се слуша. Ама, брат, И Јас то намерно го монтирав како сега што го прават. прат, како сега што го прат за ефекти. Да, цак, ама брат ти Ама- го тоа на едно, кај тебе На кај тебе има 12.000 ката има тоа видео, ти на 13.000 ката има стаено. Да. Цак брат. Да, со очекување дека еве ова ќе го гледат одредени луѓе, па ќе знаат од прилика што ќе зборам на кој начин како реклама. Само после второ, трето клипче, тука се појави Аце од Dreamcast, кој што рече се врати дипломиран камерман на ФДУ, кинематографер, извинете да не го, не? Да, не. Рече дали сакаш ова професионално да го снимиме? Да, викам, и веќе од второто клипче натаму снимавме со него, тој монтираше, јас монтирав, смислувавме, да речеме, еден куп работи и наеднаш, како преку ноќ стана многу вирално. Па да, и ја ги имам Многу. гледано сите, тем беше Многу. познат. Значи, правиме муавет за преку ноќ над 2000 шера на Facebook, да ти го споделат YouTube линкот. Да, имаше да се гледаше тогаш, мереше Facebook. Да, Можеш да видиш колку луѓе ти го споделиле. да, Линкот. и настапи лево десно низ Македонија, бе во Австралија, месец и пол турнеја за нашите таму се со се кифлиња, со се пеачка, со се пеач, дружба се запознавме. Каква е атмосферата таму за разлика од тука? Мислам, Патување низ времето е тоа. Мислам Да. пак на моменти има едно место се вика Кринчила, мислам дека го викаат. Како во 70-тите години во Македонија живеат уште, имаше баби во носи облечени онака и се сидат надвор на камен. Во Волонгок има охриѓани најмногу и му баш праша, веќе почнав како истражување да го сватив ова патувањето, ти публиката ни беше на 60 години, младите не ги интересираше. а се имавме сега ние. Имаше, мислам, Специјално за нив имав материјал напишано. Значи, тоа беше концептот дека мора да им се направи за нив. па да ги разберат. Ама на сите настапи имаше барем 2-3 маси кои што беа дојдени млади дечки како шо бараш тука, човече, овде за веселба, за играње, за забава, знаеш, са ти оди стендап, преш среде кафана таму. Пензионерско друштво. Баш како таква атмосферата беше повеќе. Да речам, ама супер си поминав. Многу интересно, многу интересни луѓе запознав и многу јако искуство. Тоа е Целото ми беше. Како Еднаш или еднаш бев. еднаш? Да. Значи све на све добар помин. Да, супер беше и заработувачката и дружбата таму, многу луѓе запознав и со луѓето со кои што бев онака најдругарски во тој месец и пол заради тоа што бевме заедно постојано, заедно спиеш, одиш, патуваш, Која авиони. година е ова? 2016-17 негде, од прилика. Значи, да, има години. Има, Има години. има. И Германија еднаш бев, Исто кај наши. кај наши, да. Ама Германија е Германија, брат. Мислам, јас немам замерки за овие од Австралија, ама Германија е како да си во Прилеп. Да, Ама нешто некако во центарот, во клубче направено стендап надвор, вода, онакво вино пијат, све пред да почне настанот, сите точно на време, паркинг платено, организирано, дојдени културни луѓе, млади луѓе. Клипчината во канта фрлени. Да, ама млади луѓе. Знаеш, во еден момент ми беше и кеф, ама ми беше многу жал. Од и тие млади луѓе кои што пробуваат таму да го најдат местото. Имаше еден дечко кој што рече, едва и вика успеавме на 2 сати бебиситерка да најдеме за да дојдеме на стендап. Знаеш, ја нема мајка ми да дојди тука да го презиме Да, детето. да, се знам. Таму е арбајтен. Знаеш.
ти, Боки? Епа, кога он ги почна Он, да. клиповите, почнав и ја, викам, гледам, ова е окей. Имав и ја нешто слична идеја и со Мартин, не знам дали го памтиш ти Мартин од факултет. Кој е Мартин? Од Куманово? Не бе монтажер беше он или камерман, нешто такво беше. Изборевме за таков концепт, небитно. Слично нешто. И сега ја, кај ми беше мене стравот, у тој мислам стравот, кај беше кај мене проблемот. Знаеш каква ситуација имам доживеано? Пишувам тема Facebook, клипче, едно од моите погледани клипови. И го пишувам, го снимам, го монтирам, го средуjem, све, не е готово, го чекам да искочи. И Маријан вади клип секоја недела у 8, така беше? Да, Секоја ништо. недела. А ја на Со ФДУ. термините никогаш не успеав да ги погодам. Се каснам за 2 дена. У За... 8 беше, не, Да, редовен да. беше. Еден период пробав да бидам редовен, да бидем искрени. Не може да. Редовен беше. И сега ја, брат, на ФДУ, журка на ФДУ, колку сме мера, тоа 22 години, 27. Да. И ја на ФДУ журка, чекам клипот да искочи, ја на журка. И викам тогаш една девојка имав, Ивана, и викам, слушај, прати, викам, што ќе извади овој, само да не е Фейсбуку. Пичку, матер, после ќе рече тебе го, овој копира, омазима теми, викам, види тамо. И ти вадиш нешто, ноќен живот, навијачи, ова ми пише порука, навијачи. Добро е, викам. Идеме, па брат, види, ја починјам со 5000 прегледи, 7, 8, 10, он почиња со 100.000, да. Сега интересно беше што у тоа време таа беше борбата. Ја бев некои 6 месеци у депресија, првите 6 месеци. Оти бев напаѓан од сите страни, Да. знаеш. Сите страни, Дека сите исто времено могучи, се семо. почнува, да. Да, и пази друга работа, на форуми, сега вие што се на Твитер, порано беа на форуми. А, да, знам. Да, форумите. Кајгана, мајгана, се сите се твитерџи тие И форумџи. таму те... Таму брат, пегла. пази се, не мене, сите со тоа што ти беше трендинг и нема многу храброст тука да излезе од лајна. И сега имаш ти, Имаш и за мене. абе дека добро, ама не, еден у 100. Ама овие Да, да, да. еден у- Цел гнев да се истори на ова. И сега муабетот беше, Абе, ова е убедливо. и муабетот беше ја, Никола и Маријан сме, сите двајца овде, тројца, коментари. Никнуваат ко печурки. Брат, ние сме тројца. Да, да, да. Ние сме сите тројца и пробуваме нешто да си најдеме пат, можност, начин, да ме направиш разбираш? нешто. Да, бе, да. И сега има една работа, ова не сум ја кажал никаде, Маријан сигурно ја памти и не сме ја зборили од кога се десила. Ова ќе биде многу природно. Ексклузива? Момент на даваш во вистината. подкастот? Брат, ова нигде никогаш не сум го кажал, ова сум го доживеал еднаш и го знаеме ја и таа бившата девојка Ивана. Ако е са девојката, да се тргнеме ние настрана малку. Ја ти бевме заедно тогаш таму кај тебе. Што се дешава? Ја пуштам клипови, клиповите веќе почнуваат 10, 12, 15 креваат. И ми се од Juvox, ми пише една девојка од Juvox, а името не ми текнува, што ги договараше. Как сеќаваш ли како се Билјана? Девојчето. Пример. Океј звучи за, окей. за Билјана, таа што ги договара. Билјана, Тања, Ирена, тука сме негде се движиме. И ми вика да доеш ово од Juvox да се договараме ово, она, не знам што. И ја идам и настап Маријан. И ја идам да го идам да се договорам и да го Да. гледам. А со мене имав А4 формат листови од све што сум пишувал и ја го спремав моето прво one man show што се деси у Everyday. И ја тргам за 2 недели да настапам во живо и се спремам. И Јовица Михајловски, отидам беше партнер тогаш на Зоки Малиот. И доаѓа ми каже, дојде со фацата. Да. А викам, не, он настапува сега, не поминува. Ајде, идам ја натаму. И ми каже, слушај сега, напред си концепт 5 минути. И ќе настапиш, Маријан ќе ти остави простор, ќе настапиш 5 минути, ми вика. А ја брат, сега да ми кажеш настапи 5 минути, ќе ти извадам 45 концепта по 5 минути. У тој момент, ја знам почеток и крај. Крај. Да. На едно шоу од сад време. Ти немаш искуство, немаш ни еден настап, ме Да. разбираш. Јој му дава на Јовица му дава на Маријан за сред настап. Овој збори нешто за бреза, за шампонот, за бреза, за кикирики. Толку травма имам, памтам. Да. И му дава ливче од кладилница. И на него пишува дај му 5 минути на Бојан. Што пишуваше? Значи јас се сеќавам. А се како секаваш, што збореш, се секаваш. како да, нешто најави го Бојан, нешто, а јас договорен дека ќе настапувам. И он значи. распродаден народ фул тука. Да, знаеш, Мене никој не ме јебе 2%, сите со значи него. ние не сме него. направиле муавет за Ништо, ова. Да, брат, значи јас се ти појавувам. доаѓа Демек јас сум газда, ти велам
Он изненаден што сум ја тука, претпоставувам Да, дека не да. знаеше што. Ја идам, ја бев да се договорам, вика бе дојди ќе се договорам. Ја не знам дека ти имаш настап. Мм. Немав појма. Си улетал у причата. Немав Да, појма. го јаде брат. Ау, и ми вика, спреми се. Јас стојам се кршам у себе. Девојче ми вика, ајде бе, вика, спреми се, вика, можеш ти. Викам, што можам бе, викам, кој почеток, кој крај, кој ова. Нема везе. Ово вика, сега Бојан. И ми го дава микрофонот. 35 души. Сите беа возрастни, брат, таму. Да, Немаше деца. да. Абе, по лице ги памтам, брат, таква травма имам. И почињам ја, зборам. То не е тој начин, знаеш, не е тој Брат, начин. да. Прво, на што се дешава? Оној момент кога публика дошла за некого, Да, и сега да ти те искачаш гледа, на еве. сцена и сега ти да си најбољи, им треба 5 Да. минути да почнат да ти веруваат дека А ти си... ги имаш само тие 5 Ти минути. ги имаш само тие 5 минути, од кои што првите 2 минути збориш и нема никаква реакција, нема ништо. Штама на Вембли. Ја 5 минути зборев и 5 Да. минути немаше ништо. RolandPlanet.mk, продавница за музичка опрема и за музички инструменти. Се што сакате можете да си најдете кај нив, се наоѓаат Карши Рамсторот во центар. И Маријан вика, добро, ајде сега слези си како на Битлз. Да, нешто. Ај слези си. да. Слези си. И јас си Ти дава слегов. аплауз барем Каков кацарни аплауз. Си слегов доле, среќа што бев застанат од џубок си има еден ступ пред сцената. На ступчето се потпрев, си ги земав тие тетратките вака си ги гушнав, си гледав у Заплака? земја и чекав да заврши, кога заврши метак, прв. Нит се договорив, нит правев муабет, нит ништо. Ева нигде не сум го Трауми. кажал, да. Тоа е Да. мојот Фала ти. прв То се реален- трауми. Тоа е првиот Трауми мој од настап. детството. Да. Да. Условно, Да. прво качување на сцена, а прв пат Заебано. кога прогледав, она што сега прогледаш, џубок ми вика, ајде да настапуваш, викам другари, ја чувствував голема одговорност дека не можам да настапувам некој да плати за мене карта, а ја да не го оправдам тоа. Аха. И викам ја ќе направам 10 настапи у Everyday. И ќе направам 10 настапи и ќе дојдам да се пробам. Секогаш си бил со концепти, човече. Знаеш, дури не направам 10, викам чекај бе, човече. Ама знаеш како беше тоа? Јас се одам на пример ќе завршам и следно не знам, ќе видиме, ќе се договориме. Знаеш дека беа 10, вака беше. Ја направив еден настап, мојот прв настап во Everyday имаше 200 луѓе и беше супер. Мислам, луѓето беа многу задоволни, Да. јас не го памтам, имам дупки црни. Да, така Не и памтам јас ништо. исто. Само знам на крај памтам аплауз. Нас ни снема струја на првиот настап. Не знам што се деси, знаеш. После го коментирав јас тоа. Тоа е Да, кој ќе немаш тоа е концепт, тоа. што викаме, знаеш. Да Ми се кажи снајдеше Господ е добро. против нас. Да, да се И завршија настапот и јас секој пази како сум се како терен за развивање сум имал. Ја бе децава денеска се срекни живи. Треба се имаат сите услови. Секој понеделник глуп ден. У 8 јас сум у Everyday. Најавен сум, знаеш каде? На огласна табла на Everyday и толку. На билборд. Нов ресторан, само што отвара, има 500 лајкови на Facebook. Ја имам страница со 2-3 лајкови, толку е. И ја идам секој понеделник, саат време да зборам. И узимам микрофонот, одржам и луѓето си вечераат, А ти си збораш, брат. а јас зборам и цел ресторан ме слуша. И малтретирам 100 луѓе, ги малтретирам из 10 понеделници. Они си вечера. Они си вечераат. Да, брат, Си живеат како да се ај, бе, забават, не да. замаре, И брат, се- дојдовме седам чорба рандом да јадиме. Јутен става. Идам рандом у школата основна кај што учев во 11 октомври, не знам што барав, идам рандом и проаѓа една наставничка и ми викам, вика, бев кај тебе, се погодив, не бев, се погодив. Нормално кај тебе на настап у Everyday. И викам, да, викам, на кого, викам, тој е пред 3-4 недели, тој првиот, јас се надевам дека на првиот се надевам дека е таму. Не бе, вика, сега пред 3-4 дена. Вика ми, но си досаден ме ми го пичко. Пичко мате. Тежок си да се издржиш, Вика, бе. извини, вика, вака, ма многу го тупиш, бе, ми вика. Добра, искрена критика. Ау, сваѓаш. брат, ама не види, знаеш како, тоа ми бил тежок шамар, што ме За освестил. стендапот не може да се направи ако луѓето не се дојдени за тоа. Да. Точно, да. Знаеш, Не можеш sad, со сила да им го Ти умориш. одиш, брат, си пиеш пијачка и некој рандом зема микрофон и збора. Да. Ако И уште да ме дупи, да дојде Ще да да ме ме дупи. дупи. Не да те дупи е интересно. да, да Значи, си ќе збора уживаме. нешто. Ама види, вака. се има своја цена и тие почетоци мораше многу секој мора да да се ги скопа почне и да од најде, негде, да си да. ги види силите и така натаму и Дефинитивно. да
Ајде, пошто гледам дека немаш Колку е време. сега? Да, во 9 почнувам, да. А колку е сега? 8:10. 80. Феноменално. За овој концептот сега како се споивте се На брзина, што, каде зиповано. идете, да. Колку Муабетот траеме? Таман. таман. Уште 10. Ми ја зеде преска многу најубавата приказка, морам да се вратам кратко. Извинувам. Ми ја зеде. Не ми ја зеде туку. Ете, Мала март дигресија. месец, 8 март настав бија и оно дом на Арама, небитно сега тоа што како. Прв пат разговараме на темата и ние тука прв пат ја отварам некои теми кои што реално мислам дека ја не ги отворив, ти не можеш Да, да ги отвориш. не немам толку амбиција јас. Ти си човек амбициозен. Јас ти реков, искрено ти Значи, кажам, он јас те немам. покрена од комфорт зоната? Па не комфорт зона, јас си го терам филмот овој период, са книга пишам, следно правам представа, четврто стендап. Да, си имаш- Ама како ќе ти ми дојде? Ако тој има амбиција, на кај гледаме сега 3 години унапред, човек. Викам брат, седи са ние овој месец да го истуркаме. Оти по македонскиот менталитет, Не не? можам ја така. Али ми вика, слушај, имам идеја да направиме нешто заедно. И јас пак ти изреагирав како, дај, окей, ќе се договориме, ама направивме простор за да Правам се муабето видиме. март месец 2021. Поминуе, пушта корона. Од Корона. 2022 му се јавувам, му викам у мај. Му викам слушај. Влагам у Мартини е култен кафич, оно викам дај ќе дојдеме, ќе влеземе таму, ќе направиме нешто заедно, да почнеме да видиме како ќе функционира. Правам представу тето, не ме замаре, не можам да врачам. После 2-3 месеца па му се јавам, абе слушај, ќе правиме фестивал у Скопје комеди, она дојди да нека ми се јават, не крема на телефон стандард, ништо. Без завршува зла намера, тоа. без лоша намера, брат. Нема врска Да, таков други си фази. човек, сега, тоа е, нема везе. И тера тоа и сега пази. Завршува све тоа и ја викам добро. И ја више се фокусирам на мојава турнеја. Турнејата моја завршува. И он настап има у Пабликум у ноември на 2-3 дена пред моите два големи настапи у Станица 26. И он туку овако. И се качувам горе, завршува настапот. Ко ме виде, мислам дека се изненади. Пошто Си нема изненадив очекуваш. дека, не стварно не очекува дека А ќе јас појавиш. одам ке сите, јас нема колега кој што не сум го гледал, дури и овие што публиката нема појма дека, широката публика што нема појма дека настапуваат, јас ги пратам и одам да ги гледам. И со тоа сакам да им дадам поттик и кураж. Не е А, и дека сум почит. тука, јас нешто да исхетам, туку идам и кога ќе ме видат у публика и они се Да. као зашто. Супер им. Сега скапев ке Софија, колешкава Аха. режисерката. Не ми кажа, икао си Не, помниш? супер. Да, интересно Одлично. беше. Да, стварно беше. Во Бруталиск? Да. Супер. Кај Боце сум бил 3 пати например. Да, веќе материјалот ти му го Му научи. го знам. И седиме у Павлик Рум и му викам на Маријан, му викам слушај. Да викам да правиме големи. Вика пошто ето тука ми дојде веќе за 15 пати го барам. Викам слушај, дојди ваму, да викам да правиме големи ствари. Осте викам ти ова, окей, ова за разонода. Да, Ова е 70-80 души, ќе се збираме тука на подкровие, окей, убаво е клубско, да си направиш кейф, Паблик Рум, стварно е да си тоа. направиш кейф. Тоа е за кейф. Да. Да. Викам да ги правиме стварите. Ова е кейф. Да. Дај да ја правиме сценава кој што треба. Како што треба. Да. И ништо и пак му кажам ќе ти сеам, вика наредна недела доаѓам во Скопје, ќе ти сеам. Па го нема. И ја обитола нешто имав некој образ, 2-3 дена бев обитола со некој Сега обврски. Нема кај да бегаш. И му се јавам, викам сега сум тука, викам дај извај 2-3 сата да се видиме и седнавме. Значи веќе 12-тиот пат седнавме и Добро си бил упорен. Да, јас сум упорен брат у животот. Па знаеш дека убавиот. Пошто не сум, ама упорен сум, знаеш зашто? Оти јас сум упорен кога сакам да направам нешто што знам дека ќе биде и добро за него и за мене и за си имал визија некоја. и за другата Да, да. страна, знаеш, кога е нешто онака без везе не си упорен. Точно. Седнавме, разговаравме и си ги направивме реално работите. Муабетот, она што го почнавме тој 8 март пред 3 Да. години 4, од таму тргнавме и си ги кажавме сите работи, сите ствари и сега сме ние фактички реализирани луѓе. Зборам во смисла жена, деца, Да. како се вика, си Работа, живееш, се. работиш, Да. да. И тие детски болести кои што ги има на сценава, ги надминав, мислам не ги Се ги надминав, туку оставиле сват позади себе. дека нема потреба ние да Да. се навраќаме на нешто што било пред 10 години, знаеш. Тоа е пораката што сакаме да испратиме према новите генерации. Ја не можам да ти кажам колку енергија и време ме прават будала, и пријатели, и жена ми, и у Лолипоп, и менаџер ме прават будала. Што си губиш време, ми вика, ја ги седно, сум запалил кола, сум отишол до Куманово со колега, со седно, викам, слушај,
Земи седни со овој, спојте се, вие двајца сте добра спојка. И он вика, никад не сум размишljал така. Со тој другиот сум седнал, викам, слушај, ја му се ново Да, да. Куманово, седни, вие тројца, спојте се, напред екипа, не ја правите грешката. На мене, на Никола и на Маријан. Ние имавме проблем со тие детски болести, не ги излечивме на време, ние сега последниот воз го фаќаме, кога сме, да речеме, во некој успон на нашите кариери, да сега, додека сме уште млади, да направиме нешто за фактички... Кој млади, ти имаш 5 години. Тоа што го ние имам чувство дека со Маријан ни дужиме нешто на сцена. А ова е тоа. Ова е Кажи тоа ми што и го како- должиме. Како идејата зашто политичка кампања тоа кој ви го пишува текстовите. Вака, јас му реков, датумите да, да одиме. човекот мора да Му реков на Маријан, имаме еден простор да го направиме, што викат енглезите, one window имаме. Ова е тоа сега, оваа пролет. Зошто? Он планира да прави турнеја, нели? На есен, тоа може Да. тоа смееме да го кажеме. Па да, сам. Океј. да. Да, бе, да. После него таа наредна пролет мене ми е план да правам турнеја. И фактички една цела година ни оди у аут, ако сега не седнем и сега не го Ова направиме. пролет, да. Да. А доволно е се црно во Македонија со изборите и сега допрва, ова е само загревање. Сега така да барем не можеме многу да направиме како стендап комичари, можеме барем да се посмееме на Па да. тоа што ќе ни се дешава. Реално е, мислам дека добро ќе биде, иако треба да дојдам да го... Да, Че сака овелите и чекаме. го земавме овој проект како нели сега има избори и што нормално што да се возиме, изборите ќе не поклопат со што и да е и онда кога веќе они создаваат некој бран, онда ние се возиме на тој бран на Да, го кампања, коментираме и го се- коментираме целото тоа и сакаме да ете еден политички хумор, политички ангажиран хумор, општествен хумор, менталитет македонски, општество, политика, све во едно да биде. И да понудиме така еден таков тип на хумор. Со ова на некој начин и стендап комедијата станува многу посилно оружје. Дека да, има одредена група на луѓе, сега сме двајца, тројца или четворица, ама ќе бидеме многу повеќе кога ќе можеме да даваме коментар на општествените случувања. Да, Дека не е само ха-ха дека хихи, не е ај ќе се само- смееме, дај ќе збориме за жената, за детето, за колата, Да, за да. мајсторот, за... Заради Има тоа што прача, имаме бе. долг кон некој кој што го почна она на Киро-Куро, некој мора да Да. продолжи натаму да смислува такви штосни работи и да Значи, дава ќе има коментари нешто на такво све. најава, така? Некој надимок ќе има најава. Текстот? Значи, текстот е на Божидар Божиновски. Да го поздравиме Божо. Да, Поздрав, Божо. Боже. Божо е добитна комбинација која станува збор за политика, сите тоа го знаеме. Друг кој е у екипа? Баркли е у екипа, он е опенинг и ја и Маријан сме двајца кандидати на две политички партии. Јас сум партијата ќе биде, ти си партијата Ќе средиме. ќе средиме. Да. Значи ќе тоа се- видиме за кој ќе гласам. Да, Да, али у принцип се вика коалиција ќе. Да, тоа не обединува. Дека ќе, драги Да, наши. значи ние сме фактички стапот има два краја, па ние сме двата краја од стапот, а стапот се знае кој го јаде на крај. Јас сакам да Да. ви кажам едно големо благодарам што одвоивте време да бидете гости од мојот подкаст. Имам некои поклончиња од Apple, ќе ви ги дадам, од Фала. Tact и Crystal Vape. Ама сакам за крај вие да се одјавите како политичари, бидејќи таква ви е... Почитувани граѓани, почитувано членство, ве очекувам масовно да покажете интерес во градовите Охрид, градот Балканскиот Ерусалим, место од каде што победуваме. Од Охрид одиме во... Кај одиме? Струмица? Нема, значи овие Струмица, што се- Куманово и така од- натаму. Очекувам масовно да се обединиме и да ви кажем, имаме само една порака да ви пренесеме. Ние ќе. Толку. Ете, гледате, значи ќе влезе у збор, ќе ти земе све и не остане ништо, мислам ваква партија од увек они биле од увек на погрешна страна на историјата. Јас само ќе оваквото, ќе. Па, А ние ќе се видиме следната недела, уживајте у Абе, денот. сите сте со ќе, реално. Добар ден, драги гледачи. Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис.